на АД Елем. Добро вечер, кажете ми каква е моменталната состојба на енергетскиот систем во Македонија? Добро вечер. Електроенергетскиот систем во Македонија е стабилен. Граѓаните, односно тарифните потрошувачи, ги добиваат неопходните количини, соодветно профилот, односно конзумот кој што они го потрошуваат и побаруваат од страна на снабдувачот на тарифните потрошувачи. Така беше изминатите денови, така е денеска, така ќе биде и во периодот кој што следи. Самите рековте дека викендов во одредена мера го релаксираше електроенергетскиот систем во Република Македонија, односно ова благо затоплување на времето, односно зголемување на температурите надвор позитивно влијае на конзумот на граѓаните, но се уште не можеме да кажеме дека најлошото помина. Ни престои уште една недела каде што можеме да видиме од реномирани хидрометеоролошки станици светски дека ни престои уште една недела која што ќе биде прилично снежна и студена, поготово изразени студени ноќи. Ние остануваме фокусирани и ја следиме ситуацијата, се справуваме навремено со предизвиците, така беше во минатото, така ќе биде и во периодот кој што следи. Иако станува збор за изворено тешки епски услови, јас би рекол, но сепак успеавме да останеме стабилни, едни од ретките системи во регионот, па и во Централна и Источна Европа, која што ги помина овој период на изворено лоши временски услови без посериозни испади на мрежата. Така ги следите температурите и потрошувачката, што велат анализите? Анализите се прилично комплексни и периодов го поминавме не само што ја одржувавме стабилност на системот, него и анализиравме доста параметри и показатели, како било во минатото, како е сега. Еве јас накратко би сакал дел од нив да ги презентирам. Можам да кажам дека до 11 јануари повеќе од 85% и да речем 88% од конзумот на тарифните потрошувачи, тоа се потрошувачите на регулираниот пазар, количините на електрична енергија добиваат од домашно производство, помалку од 15% се од увоз. Инаку она што е значено и што вака нас не како да кажам не окуражува е тоа што конзумот во изминатите 14-15 дена беше зголемен во однос на оној кој што е вообичаен во овој период на годината од преку 30%. Температурите просечни во овие денови беа некаде околу се движеа помеѓу -10 и -12 степени Целзиусови, иако просечните за минатата година во овој период се движеа од 2 до 4 степени Целзиусови. Или да сумирам, некаде производството на АД Електрани на Македонија во овој период е над 9% од она што беше предвидено во билансот. Инаку често пати во јавноста од поедини така наречени аналитичари и опозициони јунаци можеме да сретнеме критика. Поготово вчера можевме да сретнеме таа критика дека голем број хидрометеоролошки станици предупредувале за овој тип на зима. Еве јас ќе презентирам еден документ од страна на реномираниот интернет портал кој што го користиме прилично сите, тој е Акуведер, кој што објавува статија на 13 октомври минатата година, односно 2016 година, каде што категорично вели дека регионот на Балканот ќе има топла зима, односно надпросечна топла зима со надпросечни температури и таа ќе биде надпросечно сува со повремени врнежи на снег на Балканскиот полуостров и на Карпатите, исто така и на Динарските Алпи. Но тоа е далеку од она предвидување дека станува збор за изварено, дека можеме да очекуваме зима каква што беше изминативе 15 на дена во нашата република. Така имавме и увоз на електрична енергија, колку тоа ќе влијае на цената? Увозот на овие количини на електрична енергија нема да влијае на цената на крајните потрошувачи, бидејќи овој увоз ќе биде покриен од приходот, односно од додадената вредност што АД Електрани Македонија го оствари реализирајќи вишоци во ноември и во декември, но и во периодот кој што следува, така да доаѓа изворено поголем период за нас. Вишоците кои што следат на пролет или ќе бидат пласирани на берза или доколку цената на берзанските производи е под нашата производна маргина, тогаш повторно ќе се одлучиме на оптимирање на нашето производно портфолио, односно ќе вршиме ремонтирање на термоблоковите, а ќе набавуваме енергија. Така ги напоменавте обвинувањата од опозицијата, од останати експерти од областа на енергетиката, колку овие обвинувања се издржани, имаат некоја аналитика пози себе? Ова прашање ми го постави изминатите денови. Ја не би сакал вака прилично време да посветувам на таков тип епизодисти, но она што е значено дека нито едно од нивните обвинувања нема нити техничка, нити технолошка логика, уште помалку економска логика.
се повикуваат на така наречената програма, предизборна програма што ја презентира за време на првите парламентарни избори. Доколку ја отворите ќе видите дека станува збор за 4 пасоси со едно 70 пати употребен зборот ке, но никако не можеме да најдеме начин како они тоа ке го манифестираат со одредена методологија или како планираат овие капацитети повторно да ги активираат, модернизираат, ревитализираат, како што тоа го имаат напишано во нивната предизборна програма. Така да ја би апелирал да останеме фокусирани на она што е важно, на што е реално, тоа е да обезбедиме енергетската стабилност во Република Македонија. Имаме граница на исток затворена, тоа е соседна Бугарија која што не дозволува транзит, се надевам дека во неделата која што следи ќе ја отворат таа граница. Грција исто така неколку дена држеше границата затворена за транзит, за среќа ја отвори од пред некој ден. Истото го аплицираше и Романија, значен играч на пазарот на електроенергетиката во Централна и Источна Европа, така да останеме фокусирани да обезбедиме енергетската стабилност на граѓаните. Овие производисти постоеле, ќе постојат и во иднина, меѓутоа битно е да ние се справиме со предизвиците како што се справувавме до сега, така да продолжиме во периодот што следи. Уште еднаш ќе повторам, ние не велиме ке, него нашето знаење и нашето ноу-хау го манифестираме на лице место, справувајќи се со сите овие непогоди. Изминативе денови 50.000 домаќинства во Хрватска останаа без електрична енергија, стотици илјади во Бугарија, десетици, да не претерам, стотици во соседна Јужна Србија. Во Македонија с таков пример немам слушнато, напротив, сите граѓани ги добиваат неопходните количини на електрична енергија. Истото е и за индустријата која што е на регулираниот пазар. Ќе повторам на крај, така беше во минатото, така ќе биде во периодот што следи. Се надевам дека најлошото помина. Господин Мицкоски, се благодарам за гостувањето во Дневникот на Канал 5.